Добар ден, втор дневник на К3. Жена на возраст од 29 години е тешко повредена во сообраќајната несреќа што се случи во 10 часот и 40 минути кај Кумановското село Уминдол. 29 годишна Еда од Куманово се здобила со тешки телесни повреди откако во неа удрил автомобил БМВ со скопски регистарски таблички, информира од МВР. Сообраќајната несреќа се случила денеска предпладне во 10 часот и 40 минути на регионалниот пат Куманово-Скопје во село Уминдол, кога во пешакот удрило БМВ-то која го управувал 31 годишниот АШ. Повредената е префрлена првин со возило на итна помош, пошто по пружената помош на оделението за хирургија во Кумановската болница, а потоа поради тешките телесни повреди е префрлена на ургентниот центар во Скопје. Сообраќајот на регионалниот пат се пренасочува, соопшти од МВР. Царината спречи обид за шверц на 18 килограми марихуана на граничниот премин Табановце. Како што информираат од Царинската управа, вчера околу 6 часот на граничниот премин Табановце за излез од земјава се пријавило патничко моторно возило со албански регистарски ознаки, собственост и управувано од лицето ПШ, албански државјанин. На прашање дали има ништо да пријави, одговорил дека нема ништо за пријавување, но и покрај тоа бил селектиран за контрола. При прегледот во багажниот простор од возилото била пронајдена плинска боца во која биле скриени 15 вакуумирани пакетчиња облепени со прозирна салотип трака, наполнети со марихуана со вкупна тежина од околу 18 килограми. Од предистражната постапка спроведена од инспектори од оделението за истраги, произлегува дека осомничениот марихуаната ја купил во Албанија и преку Македонија требал да ја однесе во Германија за одреден паричен надомест. Против сторителот Царинската управа поднесе кривична пријава за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други и психотропни супстанции до надлежното јавно обвинителство, а судијата на претходна постапка му изрече мерка притвор во трајање од 30 дена. Ке чекаме ли да дојде пролет за да се стопи снегот и за да може да се движиме безбедно по тротоарите? Го запраша на пресконференција градоначалникот Дамјановски, советникот од редовите на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Злата Божиновска. Преземете одговорност и исполнете ги нашите обврски кон граѓаните на Куманово, му препорача Божиновска на првиот човек на општината. Ситуацијата со снегот кој падна и остана на тротоарите во Куманово е алармантна, реагира советникот на општина Куманово од редовите на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Злата Божиновска. Јас сум една од многуте граѓани кои се здобија со скршеници како последица на вашето неодговорно работење и јавно ве прашувам како може мирно да спиете кога безбедноста на жителите на Кумановско е доведена во прашање. Бидете посовесени и преземете си обврската за чистење на снегот, му порача Божиновска на Дамјановски. Зошто не си ја преземе својата обврска и не си ги исчисти улиците и тротоарите? Нека земе, нека се движи по тротоарите и по центарот на градот и да види дали се безбедни нашите граѓани. Тоа го кажувам и од моето лично искуство кое ми се случи во понеделник. За половина час во ургентниот центар дојдоа 6 наши сограѓани со скршеници на раце и нозе. Би требало да бидеш градоначалниче посовесен и да си ги преземеш обврската зашто земаат установите пари и кои треба да го расчистат снегот. Прошетајте се покрај градинките, училиштата и по тротоарите, да видите дали истите се исчистени, посочи Божиновска. Рече, после владењето на Дамјановски, граѓаните треба да размислат за кого ќе гласаат на предстојните локални избори. После владењето на 20 години на СДСМ и 12 години на нашиот градоначалник господин Зоран Дамјановски, мислам дека граѓаните ќе размислат и ќе знаат за кого да гласат на следните локални избори, затоа што гледаат како работи СДСМ и нашиот актуелен градоначалник. Откако падна снегот од 5 јаnuари, според информациите од оделението за хирургија при Кумановската општа болница, околу 30 на граѓани дневно побарале помош поради скршеници и набиеници.
Утре во 15 часот Советот на општина Крива Паланка ќе ја одржи 39-та седница. 39-та седница на Советот на општина Крива Паланка ќе се одржи на 27 јануари 2017 петок во 15 часот, а прва точка на дневен ред ќе биде предлог информацијата за преземени мерки и активности во текот на второто полугодие од 2016 година на полициска станица од општа надлежност Крива Паланка. Советниците ќе расправаат и по предлог одлуките за усвојување годишен извештај за извршени работи на информација од јавен карактер за минатата година, дополнување на одлуката за поставување урбана опрема на територијата на општина Крива Паланка, утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на повеќе катастарски парцели во општината, а на дневен ред е и предлог одлука за усвојување на програма за социјална заштита на општина Крива Паланка за 2017. Бројот на пожари кои се случиле во 2016 година на територијата на општина Крива Паланка е за 20% поголем во однос на 2015 година. Лани Кривопаланечката територијална противпожарна единица имала 62 интервенции, од кои 57 пожари на отворено и 5 технички интервенции. Бројот на пожари кои се случиле во 2016 година на територијата на општина Крива Паланка е за 20% поголем во однос на 2015 година. Според податоците од командирот на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка, Иле Коцевски, лани оваа територијална противпожарна единица бележи 62 интервенции, пожари на отворено и објекти, 5 технички интервенции како и едно излекување без интервенција. Статистички најоптоварени месеци биле април и јули. Статистички неоптоварени споредено со 2015, од 2016 највеќе пожари имало во четвртиот месец и во седми месец. Во четврти месец сме имали 14 интервенции, додека во седми месец 17. Споредено со 2015 неоптеретени не биле седми и осми месец. Тенденцијата на пожарите минатата година 2016 во споредба со 2015 е зголемена за некои си 20% имаме повеќе интервенирано во однос на 2015 година. Ukupno 26 од 62 пожари се со материјална штета. Голем процент, околу 60% од вкупниот број пожари, 35 биле намерно подметнати. 15 биле предизвикани од невнимание, 5 од природни појави, додека кај 7 пожари не е утврдена причината за настанување. Материјалната штета е во однос на 2015, односно на 2016 е поголема, со тоа што доста имаме пожари на отворен простор кои што се ни со непроценета материјална штета. Ако земеме споредбено и со опожарената површина, значи зборувам за пожарите на отворен простор, 2015 е многу помала, некаде имаме околу 70 хектари, мислам, на отворен простор, а додека оваа година ние со 220 хектари опожарена површина зборувам на отворен простор. Колку е процената? Па моментално бидејќи тоа се пожари со поголема површина, целокупната проценка е оставена заедно, ја работевме со јавното претпријатие Македонски шуми. Дел од тие ги коригиравме штети, дел остана за да ги досредиме, така да веројатно од тие причини не се унесени кај нас, бидејќи јас ги собирам извештаите од колегите кои ги излегуваат на терен или јас кои ги излегувам на терен. Коцевски истакна дека вкупната настаната штета не е комплетно утврдена поради проценките кои дополнително ги врши и јавното претпријатие Македонски шуми, подрачно шумско стопанство Осогово, Крива Паланка. Покрај надлежните служби, вкупно 70 граѓани лани се вклучиле активно во помагање при гасење на настанатите пожари. Инаку, територијалната противпожарна единица Крива Паланка во 2016 година извршила и набавка на потребна работна опрема, со донација од операција Флоријан набавен е вентилатор за висок притисок, а добиле и возило со пумпа доделено од страна на ДЗС за гасење шумски пожари. Сдруженијето Коледари од Куманово ја организираше 10-та поред крводарителска акција во чест на роденденот на македонската и балканската музичка звезда Тоше Проески. На акцијата беа собрани близу 40 на крвни единици. Во чест на роденденот на македонската и балканската музичка звезда Тоше Проески, Сдруженијето Коледари, почитувачи на традицијата од Куманово, денеска во просториите на Сдруженијето во населбата Карпош ја организираше 10-та крводарителска акција, на која крв даруваа приближно 40 на членови на Сдруженијето и кумановци. Акцијата, објасни членот на Сдруженијето Коледари Дарко Доневски,
има за цел да ја поттикне хуманоста кај кумановци, но и членовите на Сдруженијето, а воедно да му одаде и чест на Тоше Проевски по повод неговиот 36-ти роден ден. Тоше беше хуман и ова е еден од начините да се одбележи неговиот роден ден. Дружение на граѓани Коледари, како што кажа, 10-ти пат организира по повод роденденот на Тоше акција во која очекуваме негде околу 40-50 единици, крвни единици, како и секој година големот одзивот. Доктор Евтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина Скопје изјави дека оваа акција прераснала во традиција и се спроведува веќе 10-та година. Тој додаде дека има залихи од сите крвни групи и редовно се организираат акции на подрачјето на целата држава. Секоја година нашиот број на крводарители се зголемува, ние сме од тоа горди и се надеваме дека се повеќе имаме првократни дарители кои што редовно ќе даруваат крв, ќе помагаат на луѓето кои што на тоа им треба и се надеваме на позитивна соработка со сите здрави луѓе во Македонија. Крводарителите апелираат сите да даруваат крв. Досега има дарувано 36 пати крв. Дарувам крв кога има акции кои организираме и овде додов да искажа својата хуманост. Минатата година на подрачјето на Куманово, според податоците на Општинската организација на Црвениот крст, во 39 крводарителски акции дарувани биле 2763 крвни единици. Во понеделник 30 јануари со почеток во 11 часот на спомен бистата на Павел Шатев во Кратово ќе се одржи панихида за одбележување на годишнината од смртта на познатиот македонски револуционер, родолюб и публицист. Почит на последниот македонски гемиџија, револуционер, публицист, патриот и македонски интелектуалец Павел Шатев, кој целиот свој живот го посветил на македонското ослободително дело, ќе се одржи во понеделник 30 јануари 2017 година во 11 часот со полагање цвеќе на спомен бистата пред Основниот суд во Кратово. Павел Шатев се вбројува меѓу ретките македонски револуционери, политичари и државници од постарата генерација кои ги преживеа сите премрежија на македонската ослободителна борба. По ослободувањето на Македонија, Шатев трагично го заврши својот живот во битолската затворска болница во тешки услови. Погребан е на 30 јануари 1951 на Светонеделските гробишта во Битола. На завршната конференција на Твининг проектот, понатамошно зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на европското законодавство во областа на квалитетот на воздухот, министерот за животната средина и просторно планирање истакна дека до владата предложило мерки против загадување на воздухот. Министерството за животна средина и просторно планирање предложило до владата воведување сообраќајен режим пар-непар и задолжување на државните и јавните институции за 50% да го намалат користењето на службените возила како мерки против загадување на воздухот, истакна Башки Мамети на завршната конференција на Твининг проектот. Да се преполови бројот на возила кои што се употребуваат за службени цели. Исто така да препорачаме Министерството за внатрешни работи да пристапи кон измена и дополна на законот за безбедност при сообраќајот, за да може веќе популарната мерка пар-непар да се стави во сила. И секако и други мерки кои што ќе треба да ги дискутираме на влада. Зајакнување на меѓусекторската соработка, интензивирање на имплементацијата на мерките за квалитет на амбиенталниот воздух, обезбедување одржливост на националната мрежа за следење мониторинг на воздухот, основање национална лабораторија за мерење загадувачи и зголемување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно планирање, се дел од препораките за подобрување на квалитетот на воздухот и заштита на здравјето на граѓаните. Евроамбасадорот Самуел Жбога рече дека проблемот со квалитетот на воздухот не знае за граници и Европската унија ги поддржува властите во изнаоѓање и менаџирање на мерки и планови за справување со загадување на амбиенталниот воздух. Посочи дека квалитетот на воздухот треба да биде висок приоритет и на национално и на локално ниво и дека е неопходна постојана посветеност на властите и институциите, малите големите бизниси и на самите граѓани за подобрување на воздухот. Управата за јавни приходи го предложи за 5 работни денови рокот за поднесување пријави за ДДВ и годишни извештаи.
УЈП информира дека крајниот рок за поднесување ДДВ пријави бил на 25 јануари и се продолжува до 1 февруари 2017 година, додека за годишните извештаи се продолжува до 7 февруари 2017 година. Од УЈП појаснуваа дека продолжувањето е согласно законот на даночна постапка во услови на масовно, а отежнато поднесување на даночни пријави и извештаи преку системот за електронски даноци. Република Македонија и Србија се избрани како единствени трети земји од страна на Европската Унија, каде Агенцијата за европската граница и крајбрежната мрежа ќе може да врши операции на нивна територија во спречување на нелегалната миграција и враќање на мигрантите. Европската комисија подготви договор за статус на приоритетна оперативна соработка со трети земји, па според новиот мандат се дозволува на Агенцијата за европска граница и крајбрежна стража да врши операции на територија на соседни трети земји. Договорот за овој статус модел беше усвоен од страна на Еврокомисијата во ноември 2016, па комисијата предводена од Жан-Клод Јункер ги избра Македонија и Србија како приоритетни од државите што не се членки на Европската Унија и побара денеска од Европскиот совет да одобри отворање преговори со македонските и српските власти за добивање дозвола за изведување операции на тимови на оваа агенција против мигрантскиот наплив. Инаку Европската комисија ја забрза акцијата за да постигне се што е потребно за создавање на новата агенција за европска граница и крајбрежна стража и тие наскоро да бидат целосно оперативни. 3 месеци по покренувањето на агенцијата, важни чекори се веќе завршени, вклучувајќи задолжителна мобилизација на граничари кои се подготвени и опремени за брза реакција, создавање тимови за интервентно враќање на емигрантите. Тие може да бидат распоредени во поддршка на земјите членки кои имаат примерна улога и надлежност за зајакнување на контролата на надворешните граници. Во моментов, Агенцијата за европска граница и крајбрежна стража има повеќе од 1550 полицајци распоредени во поддршка на земјите членки на нивните надворешни граници, како на дополнување на постоечките национални капацитети на земјите членки покрај нивните над 100.000 гранични полицајци. Тачи повраќањето од Брисел. Ке ги имплементираме договорите од Брисел. Потрагата заврши, бројот на жртви достигна до 29. Трамп потпиша договор и изградба на зид на границата со Мексико, свето денеска. Спасувачите извлекле уште 11 безживотни тела од урнатините во хотелот во централниот дел на Италија во кој беше предизвикана лавина од снег минатата недела. Бројот на жртви изнесува 29. Утрово се најдени и последните 4 тела кои се водеа како исчезнати, пошто бројот на жртви стана конечен. Несреќата се случи на 18 јануари. Преживеа 11 гости и персоналот во хотелот. Лавина го погоди хотелот со сила еднаква на 4000 камиони да удрат во зграда со полна брзина. Снегот дојде неколку часа по серијата силни земјотреси во регионот, а кој се справува со обилни снежни врнежи. Косовскиот председател Хашим Тачи изјави дека секој негов став по средбата во Брисел бил искажан и дискутиран и за време на средбата на државниците на Косово и Србија. Се што јавно изјавувавме го дискутиравме и на средбите. На сите изјави кои сум ги дал досега не отстранувам ни запирка ни точка. Косово е суверена држава и ќе делува според својот устав, изјави Тачи по враќањето од Брисел на новинарско прашање дали кажал на средбата во Брисел дека провокациите како оние со возот Косово нема да ги дочека со цвеќе. Тачи додава дека во Брисел се заложил за намалување на тензиите меѓу двете земји и оти Косово ветило дека ќе биде воздржано и ќе ги исполни постигнатите договори на идентичен начин како што тоа го очекува да го стори и Србија. Косово бара мир, стабилност и разбирање и искажавме надеж дека истата волја ќе има и Србија. Косово ќе се држи на своите ветувања, изјави Тачи. Според него, диалогот е на потребниот пат за изнаоѓање конечно решение до финална точка и оти овој процес е гаранција за зачленување на Косово во меѓународните организации. Американскиот председател Доналд Трамп го потпиша указот за изградба на зид на границата меѓу САД и Мексико. Председателот на Мексико, Енрике Пења Нието, изрази жалење и ја осуди таквата одлука. Мексико не верува во зидови. Неколку пати кажав дека Мексико нема да плати за зидот, напиша Пења Нието на Твитер. Тој размислува и да ја откаже планираната посета на Вашингтон на 31 јануари.
Зидот што треба да се гради на границата со Мексико треба да спречи незаконско влегување во САД од Мексико. Американскиот председател Трамп рече дека новиот зид ќе чини помеѓу 4 милиарди и 10 милиарди долари, но од Универзитетот во Масачусетс наведуваат дека изградбата на зид, долг 1609 километри, ќе чини помеѓу 27 и 40 милиарди долари. Во услови на финансиски и бројни други предизвици, а подпирајќи се на талентот и на ентузијазмот на младите спортисти и на предводникот, атлетскиот клуб од Куманово успеа да го одбрани престижниот наслов за најдобар колектив за претходната година во изборот на Атлетската федерација на Македонија. Атлетскиот клуб од Куманово и 2016 година, како и претходно, брилираше во дисциплините од кралицата на спортовите, освојувајќи бројни и индивидуални и клубски одличија на македонски и меѓународни надпреварувања. Ако на ова се додадат финансиските предизвици и скромни услови, во кои што кумановските атлетичари се подготвуваат за настапите, постигнувањето е за награда, каква што клубот и заслужи од Атлетската федерација, која што трета година во низа му го додели признанието најдобар во Македонија. Успехот е зачинет со 3 индивидуални награди за најдобар стратег, младинец и пионер, кои што признанија ги заслужија предводникот Филип Колевски и спринтерите Велковиќ и Тимчевски. Сите тројца во моментов на подготовки во Бугарија. На церемонијата од Атлетската федерација на Македонија за прогласување на најдобрите и успешните за изминатата година се дадоа награди пофалници, значи пехари на успешните атлетичари и на успешните поединци, значи награда за најуспешен тренер, спортски работник за животно дело. Нашите атлетичари, значи Милан Велковиќ доби награда за најуспешен атлетичар во категорија од 18 години, а Иван Тимчевски доби награда исто за најуспешен атлетичар под 16 години. Тоа значи најуспешен од сите атлетски дисциплини, воопшто ја добива само еден наградата. Исто така Иван Тимчевски, Милан Велковиќ и Матеја Фремовска добија посебни признанија за постигнати држани рекорди во изминатата година. Атлетскиот клуб беше прогласен за најуспешен клуб, а тренерот, значи на атлетскиот клуб Филип Колевски прогласен за најуспешен тренер во исто така значи за изминатава година. Милан Велковиќ беше прогласен за најуспешен меѓу младите младинци, дел од кои што се и поискусни. Може да се пофали со одлична сезона и бројни медали и рекорди. Учествуваше и на сениорското балканско првенство во Истанбул, освои сребро во Турција, беше прв на меѓународното надпреварување во Србија. Одлични остварувања од 2016 му возможија признание и на Иван Тимчевски, кој од федерацијата заслужи наградата за најдобар атлетичар меѓу пионери. Заедно со Колевски се подготвуваат за предизвиците и за престојната сезона. На подготовките, значи во Добрич, Бугарија, каде што има услови за тренирање на атлетика, посебна сала и нормално загрејана, се повикани младинските, првата тура е значи младинските репрезентативци, од кој од атлетскиот клуб Куманово е Милан Велковиќ, Катерина Тимчевска и Иван Тимчевски. Тие ќе тренираат вкупно 10 дена и последниот ден имаат и надпревар тука, што е како критериумски надпревар изборен за настап на Балканското младинско првенство во Истанбул, кое е на 12 февруари. Од таму, значи, кој ќе има поголем успех, може да настапи уште на еден атлетски митинг, што ќе се одржи исто така во Истанбул, а најуспешните што ќе бидат од сениорите настапуваат на Балканското првенство за сениори, што се одржува на 25 во Белград, во новата изградена сала, која после 2 недели ќе биде домаќин на Европското првенство во атлетика во значи исто така Белград. Бројни се и за пофалба успесите на клубот во 2016 година. Кумановските атлетичари соборија низа македонски рекорди, меѓу кои најбројни за одличната Матеја Ефремовска, а освоија и десетици медали како од македонски, така и од меѓународни атлетски надпревари.
Селекторот на младата репрезентација на Македонија Благој Милевски и преденешната жребка во Нион за квалификациите на ЕП 2019 немаше некоја посебна желба околу изгледот на групата во која би се нашле и по жребката, како и секогаш најдобриот тренер во Македонија потенцира дека репрезентацијата е чека нов предизвик и ново надигрување со европскиот квалитет, без разлика кој е од спротивната страна. Добивме група која во согласно со првиот впечаток не е така атрактивна, но со тешки противници, како што се Србија, учесник на Европско првенство, Австрија и Русија. Но во секој случај добивме група за ново надигрување со Европа. И претходно кажав дека наша цел ќе биде потврда на квалитетот на игрите од претходниот циклус и конкурентност на теренот се секој противник, без разлика кој од спротивната страна. Ние за квалификацијскиот циклус за Европското првенство 2019 година градиме комплетно нова репрезентација, со која повторно ќе одиме чекор по чекор, како и низ претходните квалификации, изјави од Нион за порталот Екипа селекторот Благоја Милевски. Во моментов Милевски заедно со директорот на репрезентацијата Саша Кирич на состанок со останатите представници од нашата група ги договараат термините за одигрување на квалификацијските надпревари. Доколку нема меѓусебен договор, УЕФА ќе го определи распоредот на надпреварите. Македонија како четврто рангирана според рейтингот се најде во групата 7, во која се уште и Србија, Австрија, Русија, Ерменија и Гибралтар. Полуфинални билети за светското ракометно првенство во Франција обезбедија репрезентациите на Франција, Норвешка, Хрватска и Словенија. Македонија на ова светско првенство заврши на 15-тата позиција. Репрезентациите на Норвешка и Франција беа првите полуфиналисти на светското ракометно првенство. Во првиот четвртфинален надпревар одигран во Албервил, репрезентацијата на Норвешка која елиминираше Македонија во осмина финалето беше подобро од Унгарија. Домаќинот пак Франција славеше против Шведска. Норвежаните за место меѓу четирите најдобри на мундијалот се изборија со победата од 31-28. На полувреме заминаа со предност 17-10. Селекциите на Хрватска и Словенија обезбедија полуфинале на мундијалот во Франција, откако Славија победи против Шпанија и Катар. Хрватите во драматичен надпревар ја совлада Шпанија со 30-29. Надпреварот имаше многу пресврти и промени. На крајот профитираше Хрватска. Словенија ја победи селекцијата на Катар со 32-30, пред се поради одличната игра во првиот дел. Според ова познати се и полуфиналните двојки во кои се среќаваат Франција, Словенија и Хрватска, Норвешка. Полуфиналните мечеви се играат во четврток и петок. Средбите започнуваат од 20 часот и 45 минути. Победниците ќе се сретнат в недела во финалето кој се игра во Париз. Швајцарскиот тенисер Роџер Федерер е првиот финалист на Австралија Оупен. Реал Мадрид е нов лидер во кошаркарската Евролига, вести од меѓународен спорт. Швајцарскиот тенисер Роџер Федерер е првиот финалист на Австралија Опен, откако во еден исцрпувачки и драматичен меч славеше над сонародникот Станислас Вавринка со 3:2 во сетови. Дуелот траеше 3 часа. Двајцата асови имаа своји моменти, но на крајот победи срцето на големиот шампион, кој добива нова можност да дојде до 18-тата Гренслем титула во кариерата. Клучниот момент се случи во шестиот гейм, во третиот решавачки сет, во кој ветеранот направи брейк, а потоа два пати одлично одсервира и со тоа го обезбеди посакуваниот резултат. Ова се Роџер е 28 Гренслем финале, 6 во Мелбурн. А ако триумфира, ќе стане прв играч по Пит Сампрас од 2002-та, кој како 17-ти носител успел да дојде до пехарот. Меѓутоа, за да се случи тоа, ќе мора да мине преку Рафаел Надал или пак Григор Димитров. Против шпанецот има негативен учинок од 23:11, додека против бугаринот е перфектен со 5:0. Со одигрувањето на 3 надпревари комплетирано е 19-тото коло во кошаркарската Евролига. Серхио Љулј со кош во последната секунда во екипата на Реал Мадрид забележа победа на гостувањето во Германија кај Бамберг со 91:89, пошто ја превзема лидерската позиција на табелата од ЦСКА Москва, која има идентичен скор како и Реал, 14 победи и 5 порази. Тоа беше и единствениот
триумф на гостинските тимови на трите надпревари одиграни вчера во Евролигата. На преостанатите два победи славеа домаќините. Во Милано составот на Армани го совлада Олимпијакос, додека во турската присметка Анадолу Ефес беше подобар од Дарушафака. Кошаркарите на Кливленд го претрпеа шестиот пораз на последните 8 надпревари на домашен терен од Сакраменто со 112 спрема 116. Ноќта ја одбележа шестиот трипл-дабл во кариерата на Расел Вестбрук, 23-ти сезонава, со 28 поени, 12 скока и 10 асистенции, кој го пробија на петото место на вечната листа. На Кливленд не му помогна одличното издание на Леброн Джеймс, кој забележа трипл-дабл од 24 поени, 13 скокови и 11 асистенции. Кај Сакраменто прв стрелец беше Дамаркус Казинс со 28 поени и Колисон со 23. Вице-првокот Голден Стейт ја запиша 39-та победа во 46-тиот меч сезонава. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност и слаб до умерен северен ветер. Во наредните денови времето ќе биде стабилно и суво, со пониски утрински температури, додека дневните ќе бидат со благ пораст. Ова воедно е последната информација во Дневникот. Останете со програмата на К3. Од мене, довидување. Една е Бабацана, вистинска дестинација за сите гурмани и мераклии. Кебапчилница Корнер и етно ресторанот Бабацана се вбројуваат меѓу најпрестижните угостителски објекти во Куманово и Скопје. Синоним за квалитетна и вкусна храна инспирирана од рецептите на традиционалната македонска кујна. Послужени во оригинален амбиент со стари македонски орнаменти, шари, бои, етно дезени и мотиви од дамнината, за да се почувствувате како во времето на нашите предци. Единствен признат национален ресторан Мејана. Вашата душа нека ја разгалат нежните звуци на оркестрите. Четврток вечер со Стевче Стојковски, петок вечер со Даниела Темилковска, сабота бенд на здравје, недела Кумановски тамбураши. Повелете во објектот во Касапски круг во Куманово или резервирајте и нарачајте на нашите телефони. Во етно ресторан Бабацана квалитетот е бесценет, амбиентот неповторлив, а уживањето е комплетно. Јавното предпријатие Македонски шуми подружница Куманово ги повикува сите заинтересирани физички лица купувачи на огревно и техничко дрво да се пријават на повикот за склучување купопродажни договори за огревно дрво за 2017 година, кој е во тек и ќе трае заклучно со 31 март 2017 година.
Од Кумановската подружница на јавното предпријатие Македонски шуми ги информираат сите физички лица кои имаат потреба од огревно дрво дека исплата може да се врши најмногу на 6 рати. За социјално ранливите категории граѓани кои ќе купат огревно дрво во готово следува попуст од 10% на вкупната сума. Социјално ранливите категории граѓани можат да купуваат огревно дрво на 8 и повеќе рати без попуст. За подетални информации заинтересираните можат да се јават во јавното предпријатие Македонски шуми подружница Куманово. Компанија за производство на чевли Тушевски Куманово бара работници за монтажа со или без работно искуство. Информации на телефон 031 427 707. Прва категорија. Програми наменети за целата публика. Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Вистина е дека здравјето е нашето богатство. Тогаш вложениот труд да не следите е на вистина паметна инвестиција. Во ова издание на Земи здравје од природата за вас издвоивме сол и масло лековита смеса против остеохондроза. Намалете ги болките од ишија со 4 моćни билки. Лекување болки во грбот, ломбаго и ишијас со помош на алуминиумска фолија. Лек од старите грци, брокула